Да, и како што пред малку најавив, го пречекуваме Дејан Андонович, во продолжение ќе зборуваме за ветувањата на Трамп за запирање на војната во Украина и за неговото влијание, како ќе влијае врз појасот Газа. Добро утро посакувам за почеток. Ајде да одиме прво со тоа што вети Трамп за Украина. Првин сакам да кажам зашто го зборуваме ова како тема, бидејќи војната трае и во Украина и на појасот Газа, има голем број на жртви, многумина се занимаваат во медиумите, гледаме кај нас во светот кој ќе биде кабинетот, што ќе биде кабинетот, помалку или повеќе тие имиња што би ги рекле сега не значат ништо, барем не на обичниот гледач и оној што чита. Има луѓе кои нешто знаат, но генерално ја сакам да видам како може тоа, да видиме, да го разглобиме што се плановите на Трамп за запирање на овие војни. Првим, бидејќи секојдневно гине голем број на луѓе, а веќе во вестите не ги ни броиме. Така да 3 години војна во Украина, Трамп уште пред да стане председател најавуваше дека тој кој ќе дојде на власт за 24 часа ќе ја запре војната, дојде на власт. Да видиме сега тие 24 часа дали ќе му се мерат од завчера кога победи или од 20 јануари кога ќе стапи на должност. Она што е голем помак во целата оваа приказна што Путин сепак вчера му ја честиташе победата на Трамп, бидејќи претходно имаше дилема дали ќе биде, дали кога, како ќе му ја честита, особено што ќе потсетам 2016 кога Трамп стана председател, Путин беше првиот кој му ја честиташе победата на Трамп, сега причека. Ајде да видиме што ќе биде со неговиот план за Украина. Планот на Украина многумина го оценуваат на Трамп дека е победа на Русија. Зошто? Бидејќи тој предвидува замрзнување на конфликтот долж линијата на фронтот. Еве линијата на фронтот тука, можеме да ја покажеме. Значи 20% од територија на Украина за овие 2,5 години кои Русија ги анектираше или ги освои, припаѓаат на Русија. Практично ќе има 1200 километарски фронт каде што се војуваше изминатиот период, тоа е оваа линија овдека, ќе се отцепи дел од Украина и тука се предпоставува дека би биле некои меѓународни сили кои би го гарантирале мирот. Се разбира, овој план предвидува првин, заборавам да кажам, Украина да ги замрзне своите амбиции и аспирации за членство во НАТО најмалку 20 години и потоа би се замрзнала оваа линија на фронт. Тука би било, нели, до кај стигнале русите, тоа е нивно, и би имало меѓународни сили, но стриктно тоа не би биле ниту американски, ниту НАТО војници, ниту пак на Обединетите нации. Што подразбира тоа, ќе видиме дали ќе дојдат некои други војски од други континенти од светот, ќе видиме. Тоа е планот, условот е, повторно ќе кажам, Украина да го суспендира или да ги замрзне своите аспирации за членство во НАТО. Што значи дека на некој начин со оваа одлука на Трамп Путин би бил победник во оваа војна, па некои други генерации веројатно би ја продолжиле. Она што е опасно е што ќе биде замрзнат конфликт, а замрзнат конфликт секогаш доаѓа понатаму повторно да се одмрзне. Она што исто така е како план Б за Трамп на Трамп околу Украина е Зеленски да се откаже од тие негови аспирации и сето тоа и тогаш Украина би била повторно снабдувана со оружје од страна на Соединетите Американски држави, се разбира доколку русите не се согласат на овој план на Трамп. Она што е проблематично, ќе потсетам дека Украина беше вооружувана, а може би подготвувана уште во времето кога Трамп беше председател, така да сомничавост е во оваа цела ситуација која е неговиот план, но овака убаво звучи, чекор напреде, па ќе видиме што ќе се случува понатаму и дали конечно ќе запре војната. Наред сега да одлучи Зеленски дали ќе го прифати ова и Путин дали ќе го прифати, бидејќи може русите да имаат и други скриени амбиции кои ние до сега не ги знаеме, а имаше многу во јавноста до Одеса, до Киев и да не зборувам понатаму. Тоа е што се однесува до Украина, а што се однесува... А што ветува сега за другата војна? За појасот Газа, каде што таа војна исто така отиде понатаму. Ветувањето на Трамп, односно планот на Трамп, не е ветување, планот на Трамп е Нетањаху да прогласи победа над Хамас и Хезболах и да запре војната, што пак прави еден друг проблем. Тој му дава поддршка на Израел, меѓутоа проблемот е што, ќе потсетам,
Трамп, малкумина, мислам, може некои од нашите гледачи знаат, тие што не знаат, во неговиот мандат направи една проблематичен потек Ерусалим, градот на трите религии, го прогласи и му дозволи да биде главен град на Израел. Што тоа значи? Од Тел Авив, кој беше престолнина, Ерусалим стана главен град. Па тие што ги префрлија, на картата може да се види, тие што ги префрлија дипломатските представништва од Тел Авив во Ерусалим во времето на Трамп добија позитивни поени во американската администрација, тие што не ги префрлија добија негативни. Сега што е проблематично во целата приказна? Ерусалим е предвидено уште од 48-ма источниот дел од Ерусалим да биде палестинска престолнина. Вака Трамп му дава на Ерусалим, на израелците им дава целиот град да е нивен, што само навестува дека паѓа во вода плановите кои се 50 години за две држави да се направат на поранешна британска Палестина и се уништуваат аспирациите на Палестина. Значи да имаат своја држава, бидејќи без Ерусалим тие не би можеле да бидат, не би имале главен град, не би биле држава, бидејќи тој гради за нив свет. Сега, проблемот е што дали Трамп само сака да ја запре оваа војна, и тоа убаво звучи, но подоцна ќе направи многу проблеми овој план, барем многумина експерти кои ги знаат состојбите таму, велат дека овој план на Трамп е многу проблематичен, да ќе запре војната, но повторно ќе биде замрзнат конфликт. И сега што испаѓа дека двата плана на Трамп за запирање на војната, за да го реализира своето ветување, прави два замрзнати конфликти, кои во даден момент повторно може да ескалираат и некои други генерации да гинат за сите тие нерешени прашања од сегашноста, а тогаш ќе биде ова се историја. Така да ќе видиме што ќе направи. Сега он има и други планови околу Кина, тој сака да се насочи кон проблемите на Југоисточна Азија, кон Кина. Не се произнесе јавно што му се плановите, но отприлика знаеме дека ќе сака повторно да ја дисциплинира кинеската економија која ги загрозува Соединетите Американски држави, а од друга страна и прави проблеми на Европа со Израел. Сега сакав да го споменам до крај, бидејќи Голанската висорамнина ќе ја признае и официјално е под Израел, што пак Европската унија и европските држави не ја признаваат. Дали за Нетањаху тој замрзнат конфликт би бил во полза? Па јас мислам не, бидејќи Нетањаху не се произнесе околу тие планови, бидејќи се шпекулативни, но Нетањаху сигурно нема да сака да запре, бидејќи сега Хезболах и Хамас ги има буквално во рака и сака да ги уништи до крај. Доколку сега би го замрзнале конфликтот и Хезболах и Хамас повторно би се регенерирале, особено Хезболах кој освен овие лидери што беа ликвидирани, воената структура од 50 на 60.000 добро вооружена армија во Либан остана недопрена. Така да лидер ќе најдат. Работата е дали и што ќе направат околу понатамошната војна, особено што нема одговара на Нетањаху. Сега ќе ви кажам и зошто. Трамп 2017 или 2018 се повлече од нуклеарниот договор со Иран. Тие имаат договор со Иран, он се повлече од него и практично Иран доби одрешени раце да развива нуклеарно оружје. Сега тоа е на чекор кон производство на нуклеарно оружје, ако не веќе и го има. Не знаеме, барем ние новинарите. И сега што се случува? Ако Иран има нуклеарно оружје, тоа е голема опасност за Израел. Израел исто така има нуклеарно оружје, но Иран немаше. И тоа беше предноста на Израел. Сега би дошло до еден голем конфликт, затоа ја и велам дека можеби најголема опасност во се уште мандатот на Бајден до 20 јануари, значи Бајден е се уште председател, да не се лажеме, тој може сега да нареди хипотетички воена интервенција врз Иран и подоцна Трамп да мора таа да ја продолжи, бидејќи тие имаат континуитет како председатели, како председателски администрации. А до 20 јануари Трамп нема да се прашува ништо, туку ќе се прашува Бајден. Од друга страна, можеби Бајден сака да доврши работата до крај, да остане запаметен во неговиот мандат, дека се обидел да ја урне хипотетички исламската држава во Иран или не знам што. Затоа и велам, Иран е исто така опасност, а го поврзувам со Хамас и Хезболах, да подсетиме, Хезболах главен спонзор и воен и финансиски е токму Иран.
Андонович, благодарам многу, 10 минути кусо, а кажавме, мислам дека многу повеќе Па добро, и за од ова Трамп имаме уште многу да зборуваме што му се плановите. Мислам дека за гледачите навистина е интересно во 10 минути не се трудев да не те прекинувам и покрај тоа што ми навираа прашања, но навистина многу појасно верувам и за гледачите за сите последни случувања. Јас само би сакал да кажам дека се надевам и покрај целото искуство од политикиве меѓународни, барем нека запре војната, бидејќи секојдневно гинат голем број на луѓе и во Украина, и Русија, и во Западен брег, и Израел. Плановите на Трамп се многу проблематични. Повторно ќе кажам, за Русија и Украина ќе испадне дека Путин победил, ќе го направи Путин победник, а за Западниот брег палестинците дефинитивно ќе ги загубат оние аспирации да имаат своја држава, бидејќи Израел според неговиот план ќе го добие и официјално Западниот брег негов, а Ерусалим ќе биде целосно главен град на еврејската држава, па така да палестинците нема да може да допрат до него, а без Израел, без Ерусалим, Палестина не може да биде држава. Благодарам, Андонович. Секако анализата на Андонович ќе можете да ја читате за некое време и на Слободен печат, а во продолжение следува нешто што ве релаксираме по овие сериозни дискусии, по овие анализи за домашната политичка сцена и за светот. Време е да се опуштиме со Када во слободно време. Нашата редовна рубрика е во следните неколку минути, каде што Ана ќе ни раскаже што можеме да правиме во нашето слободно време.